Почитувани, познато е во јавноста дека од почетокот на кризата, коалицијата Никогаш Северна, само Македонија, има активна улога и до ден денеска имаме предложено десетици мерки во интерес на здравствената, социјалната и економската состојба во државата. Во овој контекст, да подсетам на нашата пресконференција пред еден месец, поточно на 22 март, дадовме цврсто ветување дека доколку владата се обрати за помош од Кина и Русија, помошта сигурно ќе дојде. Владата ја прифати сугестијата и тогаш побара помош од Кина. И еве, како што гледа целата јавност, пред 2 дена на Скопскиот аеродром дојде помошта од Кина. Во име на коалицијата Никогаш Северна, само Македонија, сакам да се заблагодарам на помошта која пристигна од Народна република Кина. Но останува кај нас чувството на разочараност што владата само половично го прифати нашето барање и побара помош само од Кина, а не и од Русија. Затоа ја охрабруваме власта целосно да ја прифати сугестијата и веднаш да бара помош и од Русија, која е драгоцена во овој момент. Доколку повеќе, сега ни е потребна искрена и вистинска помош, откако вчера видовме дека Европската Унија не понижи на отворена сцена со изјавата на евроамбасадорот во Скопје Самуел Жбогар, кој изјави дека Европската Унија ни дава помош и тоа, замислете, 5 генератори, 25 шатори, 200 душеци и 1000 кебиња. Затоа власта веднаш да упати барање за помош од Русија. Како во случајот со Кина, и тука гарантираме дека доколку владата упати барање, помошта ќе дојде и од Русија. Свесни сме дека власта е преплашена, бидејќи во Брисел ќе бидат бесни кога во било кој контекст се спомнува Русија. Но сето тоа во овој момент е небитно. Сега е најбитно здравјето на народот. Здравјето на луѓето не трпи политички калкулации. Коалицијата Никогаш Северна, само Македонија, ги прави потребните чекори. На потек е владата. Она што можеме ние како опозиција, како политичари, е да предлагаме мерки и да ветиме дека во оваа битка до крај ќе останеме на страната на народот. Ви благодарам.